Стигнавме до една чувствителна тема, а тоа е темата за телесните односи. На почетокот мора да се каже дека заповедите и забраните во врска со незаконските телесни односи во Стариот Завет не значат дека има нешто грешно и во самите телесни односи. Овие заповеди се како ограда која Бог ја поставил околу телесните односи за да ги заштити, зашто тие се нешто свето, нешто што Бог го резервира за посебни односи, за брачните односи, во кои што Он му го дара давот на живот на нашиот род. Има и уште нешто. Од Откровението знаеме дека нашите правородители во Едемската градина немале телесни односи. Телесните односи помеѓу маж и жена се појавија кога паднаа Адам и Ева, зашто кога тие паднаа, нивните тела го примија проклетството на страдање, болест и крајна смрт, па затоа беше неопходно да го умножат нивниот род, та да може нивниот род да продолжи се до времето кога Бог ќе го испрати Месијата. Од тука, телесните односи се функција на нашата падната природа, исто како што и гладот е функција на нашата падната човечка природа. Ни апетитот за телесни односи, ниту пак апетитот за храна, самите по себе се грешни, но и обата може да бидат злоупотребени, дури и перветирани, па затоа Бог ни ги даде овие закони за да ги користиме за управување на овие апетити, та да не го нарушат поредокот и да ни причинат штета. Сексуалната функција на нашата природа е нешто што умира со умирањето на нашите тела. Ете зошто Новиот Завет вели дека нема да има женење и мажење во Царството Небесно. Нашата сексуална природа не е вечна и престанува кога ќе умреме. На истиот начин, во Едем, Адам и Ева не гладуваа за храна, ниту пак сексуално се привлекуваа еден со друг. Ова е важно да се запамти, зашто сите ние сме пораснале во општеството кое го издигнува сексот и сексуалната страна на нашата природа на многу висок степен, правејќи го сексуалното задоволување показател на добриот живот и презирајќи ја безбрачноста или контролираниот сексуален апетит како да е нешто викторијанско, пуританско или дури ментално и емоционално неизбалансирано и нездраво. Освен тоа, знаеме дека во времето кога беше создавана жената, Бог рече: не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошник сличен на него. Прва книга Мојсеева, 2 глава, 18 стих. Овој помошник сличен на него, се разбира жената, е многу повеќе од помошник. Таа е исто така коска од коските на мажот и плод од неговата плод, и кога мажот и жената ќе стапат во телесни односи, тогаш настанува соединување, исполнување и дополнување на двете половини на човечката личност, две кои што стануваат едно. Како што вели Светото Писмо, и обата ќе бидат една плод. Ова е мистичната страна на нашата сексуална природа. И еве, зошто прелюбата е толку сериозен грев. Исто како што не можеме да го разуздаме нашиот апетит за храна, без притоа да си наштетиме на себе си, подкупувајќи си го здравјето, па и на крај, убивајќи се себе си, така и сексуалниот апетит мора да се контролира. Па така, дури во Стариот Завет дознаваме дека брачните парови поминуваа моменти на воздржување еден од друг, обично во текот на постите или пред одењето во Ерусалимскиот храм. Оваа пракса беше потврдена во Новиот Завет. Светиот Павле зборува за ова во првото послание до Коринтијаните, кога тој препорачува мажот и жената да се воздржуваат еден од друг во одредени периоди заради молитва и пост. Затоа, до ден денес во православната црква, постните денови и постните периоди, како што е во Великиот пост, се периоди не само на воздржување од одредени јадења, туку и на воздржување еден од друг како маж и жена. За несреќа, овој древен обичај на нашата вера е запоставен од многу луѓе денес, кои изгледа мислат дека правилата за сексуалната активност се само чудни обичаи на Стариот свет кои немаат ништо со духовните закони. Освен тоа, има постојано учење дека црквата од апостолско време за мажот и жената да се воздржуваат еден од друг во вечерата пред примањето на светата причест и вечерта потоа. Зошто е тоа така? За да може секоја личност да се предаде себе си на молитва и подготовка една ног претходно
и на молитвата и благодарноста во вечерта по пречистувањето. Ова е норма која треба да оствариме. Оние од вас кои не се во брак треба да бидат свесни за ова сега и да сватат зошто црквата ги има овие правила, не за да биде досадна, туку за да ни покаже како да ги контролираме и соодветствено да ги користиме нашите апетити и да ја одржуваме хармонијата помеѓу телото и душата во брачните односи. Значи гледаме дека исто како што црквата пропишува правила за постење заради контрола на нашиот апетит за храна, исто така воведува ограничување на нашите сексуални апетити за да не ја нарушиме чувствителната рамнотежа помеѓу душата и телото. Ова не доведува до најтешкото и најконтроверзното прашање од сите. Она за што сите сакаат да знаат и за кое што никој не сака да праша, а тоа е контролата на раѓање. Искрено, тешко е да почнеме, зашто темата има многу разгранување. Можеби би можеле да почнеме со навидување како другите цркви се обидуваат да го објаснат ова прашање. Во Римокатоличката црква, например, вештачката контрола на раѓање е забранета во било кои околности. Причината е зашто Римокатоличката црква официјално учи дека примарната цел и функција на бракот е да имаат деца, па така раѓањето е примарната причина за половото општење. Ово учење има корени во Августиновата традиција која што атестира сексуалноста, дури и во брак како во основа грешна, па затоа раѓањето се смета дека е неопходно оправдување за брачниот такт, кој што служи за исполнување на Божјата заповед и оплодување и размножување. Во старозаветните времиња имаше законска грижа за овековечување на човечкиот род. Меѓутоа денес тој аргумент е неубедлив и мнозина римокатолици чувствуваат право да го игнорираат. Протестантите од друга страна никогаш не развиле јасно учење за бракот и телесните односи. Никаде во Светото писмо не се спомнува јасно контрола на раѓање, па така, кога се појавија таблетите во раните 60-ти, тие ги прифатија нив и другите репродуктивни технологии како патоказ во човековиот напредок. Набрзо, по ова се умножија сексуалните прирачници, сите изградено во размислењето дека Бог му е дал сексуалноста на човекот за уживање. Примарната цел на брачниот чин стана не размножувањето, туку тоа дека Бог сака човекот да биде лично исполнет и среќен, поттука и сексуално задоволен. Дури и абортусот подоцна беше прифатен. Мораме да бидеме свесни за продорното влијание врз нашето општество од сексуалната револуција, ослободена од постоењето на пилулите. Ставот што беше негуван се што превладува. Поради обседнатоста на нашата култура од сексот и сексуалното задоволување, од суштинското значење е да имаме јасно разбирање за учењето на црквата во врска со сексуалноста. Ово учење се наоѓа во Светото писмо, во каноните од разните вселенски помисни собори, во пишувањата и коментарите на разните свети опции на црквата, кои што без избегнување или заобиколување на секој предмет, пишуваа за многу отворени и обширни теми. И конечно, ово учење се отсликува во житијата на многу светители. Специфичната тема за контрола на раѓање е помалку достапна. Не може никој едноставно да ја најде во речки или во библиографија. Меѓутоа, може да се разбере од јасните учења на црквата за абортусот, бракот и подвижништвото. Треба да нагласиме дека православната црква овде не е догматична како римокатоличката и тоа е многу повеќе пастирски проблем, каде што може да има многу размислување. Сепак, слободата не треба да се користи за распуштеност и ние секи направиме за да ги зачуваме пред нас вековните норми, нам предадени преку црквата. Еве што не поучуваат светителите за брачните односи во постните и празничните денови. Не оддолувајте се еден од друг, освен по договор за некое време, за да постите и да му се молите на Бога, и пак состанете се, за да не ви искуша сатаната поради вашето невоздржување. Прво послание до Коринтијаните, 7 глава 5 стих. Овде донесуваме избор од отечки текстови, утврдувајќи го вековното учење на црквата, дека постот, кој што црквата го пропишувала, се однесува на телесните односи на сопружниците, секако дека снисходењето по тоа прашање се поставува на разгледување со духовникот во секој поединичен случај
како што тоа е случај и во прашањето на постот. Еве што преподобниот Серафим Саровски советувал на едно момче. Чувајте ја чистотата, чувајте се во среда и петок и во празничните и неделните денови. За нечувањето на чистотата, за нечувањето во среда и петок, децата на супружниците се раѓаат мртви, а за нечувањето во празниците и во неделата, жените умираат во породувањето. Тоа исто го пишувал во едно писмо и светиот старец Амвросиј Оптински. Болеста на жената ваша, возможно е да произлегла по ваша вина. Или не сте ги почитувале празниците во супружничките односи, или не сте ја сочувале супружничката верност, зашто сте и казнети преку болестите на жената. Преподобниот Ефрем Сирин советува: не се забранувајте еден на друг, освен по договор и повремено, заради исполнување на религиозните обврски за време на постите и молитвата. Значи во празничните денови воздржувајте се, за да не ве искуше сатаната. Супружниците треба строго да се придржуваат според обичаите и заповедите на црквата во меѓусебните односи, чувајќи се во чистота себе си за време на празниците, неделите, во постните денови, односно средите и петоците, имајќи ги в предвид зборовите на преподобниот Серафим и старецот Амвросиј, дека доколку ги кршат заповедите на црквата, ќе постанат подложени на болести, особено жените и децата. Супружниците се должни и пред разрешувањето на нивната неплодност строго да внимаваат и да ги чуваат правилата црковни, кои што се за супружниците востановени. А на име, супружничките постели треба одделни една од друга да бидат во ноќите, во очи празниците и неделните денови, во очи среда и петок, за време на сите 4 поста кои црквата ги востановила, а особено за време на Великата Четириесетница, односно Великиот Великденски пост. Останатото време можат во чедност и во страв Божи да го употребуваат супружничкиот живот, зашто Бог на човекот му даде жена како помош за заедничкиот живот и ги благослови им рече: плодете се и множете се, но не заради похота на сладострастието, кој не знае ни време, ни мерка во своето воздржување. На потребата од воздржување на брачните односи во деновите на Великиот пост укажува и 40-тиот член на Номоканонот низ Великиот требник. Мирјаните е потребно да се воздржуваат од жените во текот на целиот Велики пост. Ако пак некој падне со својата жена за време на Светиот пост, не треба да се причисти дури ниту за воскресението, бидејќи го обештетил целиот пост. Зашто мирјаните треба да се воздржуваат од своите законски жени, како што е речено во текот на целиот пост. За истото говори и 59-та глава од книгата Крмче во вториот одговор на Јован, епископот Критски, за тоа дека треба да се има воздржание од своите жени во неделите и во текот на 40-ницата, оние што ни вечерта во очи Господовиот ден не сакат да се воздржуваат од своите сопруги, како што рекол апостолот да го поминат времето во молитва, треба да се поправат со одмерени забрани. Исто така и во текот на Светата Четириесетница треба да бидат чисти од супругите, повеќе отколку во другите денови.